Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Кавадарчани и понатаму дишат загаден воздух. PM10 частичките се неколкократно над дозволеното. Воздухот кој го дишат кавадарчани и понатаму е контаминиран со неколкократно поголема концентрација на PM10 честички во воздухот. Мерењата покажуваат дека не запира загадувањето на воздухот, но се уште нема прецизен одговор кој е причинител на вака големото загадување. Од крајот на минатата недела се до вчера измерени се над 220 микрограми на метар кубен PM10 честички. Денеска во утринските часови е забележана највисока концентрација на PM10. Податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека највисока била концентрацијата денеска предпладне, дури 260 од дозволените 35 микрограми на метар кубен. Над 2,5 микрограми на метар кубен е измерен сулфурен диоксид денеска предпладне во воздухот на Кавадарци. Остануваат многу отворени прашања за кои граѓаните сакаат одговор. Дали високите концентрации на PM10 честички на сулфурен диоксид имаат негативно влијание по здравието на луѓето. Лекарите се децидни дека загадениот воздух им задава најголеми проблеми на најмладите. Зголемен е бројот на респираторни инфекции, алергии и астма. Се повеќе деца од Кавадарци се праќаат на лекување во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Советот на општина Неготино синоќа ја продолжи 29-та редовна седница. Поради прекин на 29-та редовна седница, Советот на општина Неготино вчера ја продолжи седницата. Оваа 29-та седница беше прекината бидејќи советниците од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја напуштија и не гласаа за точката која се однесуваше на предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на општина Неготино за 2015 година, а Советот го немаше потребниот кворум за продолжување на седницата и истата беше презакажана. Денес ја продолжуваме 29-та редовна седница на Советот на општина Неготино. Имавме прекин кај последната точка од дневниот ред. Точка 19. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Неготино за 2015 година. Така што прекинот беше настапен до фаза на гласање, бидејќи беа исцрпени сите дискусии, меѓутоа од оправдани причини седницата беше прекината. Затоа, вие прочитав уште еднаш до каде сме стигнале, до точка 19 до ситуација, точка 18 ситуација за гласање. Така да, точката 18 ја ставам на гласање. Кој е за? Значи, 8 за, заедно со мене. Добро, не е битно. Добро, да загласам. Значи, 8 за, против нема, воздржани нема. Советникот од ВМРО ДПМН Сашко Николов побара поименично гласање заради автентичност. Овој предлог на советникот Николов не беше прифатен од причина што, како што наведе председателот Паунов, регуларно била изгласана оваа точка преку јасно изнесена волја на сите присутни советници. Председателот Паунов додаде дека гласањето било валидно и со 8 гласови за, Советот на општина Неготино ја усвои оваа точка. Во петок општина Неготино ќе го одбележи денот на ослободувањето 8 ноември. Културни и спортски настани и свечена седница на Советот се дел од програмата за одбележување на општинскиот празник. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов во емисијата ТВ Објектив даде повеќе детали за одбележувањето на 8 ноември. Традиционално и оваа година, како и секоја, 8 ноември е ден на град Неготино и ние со вработените во локалната самоуправа заеднички приредивме една 3-дневна манифестација која сметам дека ќе го одбележиме денот на општина Неготино со неколку културно, забавни и спортски манифестации. Значи, како и секоја година, најпрво во четврток ќе поставиме камен темелник на
двата патишта кои треба да ги градиме преку ИБАРД програмата, Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој, бидејќи таму аплициравме 3 проекти и исти ги добивме. Сметам дека е редно на еден ваков свечен ден да поставиме камен темелник, бидејќи ќе биде започната со изградба на патот Горни Дисан-Веши и патниот правец Калањево Бела Вода. Потоа продолжуваме со неколку манифестации во музеј на град Неготино, во Домот на културата, исто така спортски манифестации, значи вечерта во четвртокот, каде ја апелирам до сите граѓани на општина Неготино, до сите кои сакаат да присуствуваат на тие културни манифестации во музејот на град Неготино во четврток да дојдат, потоа во петок тоа е денот кога се одржува и свечената академија, во 11 часот отвараме една изложба на олдтаймери на еден наш сограѓанин, значи тоа е Дионис Пашлаков, кој има една голема колекција на олдтаймери и всушност сега го изгради и музејот за олдтаймери, кој е прв во Тиквешијата, а е, можам слободно да кажам, најголем во Република Македонија, и на еден свечен чин во 11 часот ќе го отвориме тој музеј на олдтаймери, додека во 12 часот започнува свечената академија. Советот на општина Неготино во салата на Домот на културата ќе одржи свечената седница, каде што таму ќе бидат доделени награди и признанија на граѓани од Неготино кои дале доста добар допринос се со цел за развој на град Неготино и едно општествено развивање во сите области, како во спортот, науката, стопанството и во останатите области, и сметам дека после тоа ќе се одржат неколку културно, забавни, па и спортски манифестации во спортските објекти во град Неготино. Инаку во целост со емисијата ТВ Објектив со градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов ќе ја проследите утре вечер веднаш по дневникот во 20 часот. Неформалната коалиција Граѓаните за Македонија денеска одржа прес-конференција во Кавадарци. Ненад Јовановиќ ги представи барањата, како што ги рече на граѓаните за подобри услови за живење. Заслужуваме подобро е граѓанска иницијатива која започна на 31 октомври во 12 часот. Тоа е, како што напоменав, граѓанска акција во која ние граѓаните зборуваме за нашите секојдневни потреби и наша итна потреба за подобар живот. Ние веруваме во капацитетите на ова општество, во разумот на граѓаните и тргнувајќи од нашите права и потреби, бараме итна промена на начинот на управување со државата во правец на обезбедување подобра живеачка и подобри услови во нашите градови и села. Со нашите активности ќе ја пополнуваме празнината што се создаде помеѓу активностите на политичарите, договорот од пржино и реалните барања за секојдневието на граѓаните. Ние, граѓаните, имаме право јавно да зборуваме за политика, затоа што нашиот живот и нашето секојдневие се политика. Нашиот глас е важен секој ден, а не само за денот на избори. Власта треба да одговара на нашите потреби и прашања, без разлика дали ја поддржуваме или не. Политиката ни припаѓа нам, на граѓаните, и имаме право да ја критикуваме власта и од неја да бараме да биде подобра или да си замине. Оваа наша иницијатива се темели на теренски разговори и директна комуникација со граѓаните. Ја спроведуваат повеќе од 200 активисти од 70 граѓански организации во 30 поголеми населени места во Република Македонија. Бараме подобро, бидејќи заслужуваме подобро. И ова се некои конкретни работи кои што ги бараме од локалната самоуправа. Бараме повеќе градинки за дечињата во Кавадарци. Бараме нов младински културен центар во Кавадарци. Бараме Кавадарци да биде еколошки чист град. Бараме да се заштитат работничките права во Кавадарци. Бараме подобрување на колективниот спорт во град Кавадарци. Бараме подобрување на патната инфраструктура во град Кавадарци. Бараме доуредување на преостанатиот дел од кеот на реката Луда Мара.
бараме реконструкција на градскиот фудбалски стадион, бараме изградба на пешачка зона до местноста Моклиште, бараме изградба на старечки дом и бараме пристојна цена за откуп на грозјето. Не само што бараме, туку и заслужуваме. Иницијативата ја поддржа неформалната граѓанска организација Граѓаните за Македонија. Третата форумска сесија Општина Росуман ја закажа за утре. Форумот се одржува во Општинското основно училиште Пере Тошев со почеток од 17 часот. Третата форумска сесија од проектот Форуми во заедницата во Општина Росуман е закажана за утре. Форумот е буџетски и преку него граѓаните одлучуваат, делат предлози за распределбата на буџетските пари за наредната година. На третата форумска сесија ќе се разговара за расходите по одредени програми, а граѓаните повторно ќе имаат можноста да предлагаат проекти кои би се реализирале во 2016 година. Сесијата ќе се одржи, подсетуваме, утре среда со почеток од 17 часот во просториите на Општинското основно училиште Пере Тошев. На претходните две се прибираа мислењата и предлозите од работните групи за формирањето и приходите во буџетот на Општина Росуман. Следни се расходите, а градоначалникот Стојан Челазов, задоволен од изминатите форумски сесии, уште поголем одзив од граѓаните очекува и утре. Тој ги повикува сите жители на општината, особено жителите на село Манастирец, да бидат дел од форумската сесија, за и тие како и жителите од останатите населени места јавно да ги потенцираат своите потреби. Од сертификацијското тело Процерт оваа година очекуваат зголемување на површините со органско производство во Македонија. За разлика од минатите години, кога бележевме намалување на површините со органско производство, годинава оценуваат од сертификацијското тело Процерт дека ќе имаме зголемување на површините со органски земјоделски производи, што се должи на неколку фактори. Примерно е вели Горан Колев од Процерт дека е зголемен интересот на купувачите кои веќе се организираат во разни формални и неформални групи и нивното поврзување со директните производители. Истите тие организации барат соработка со сертификацијските тела кои вршат контрола. Вториот фактор е тоа што за разлика од пред неколку години кога немаше доволно заштитни средства, ѓубрива и семенски материјал, сега веќе повеќе компании нудат широка лепеза на дозволени средства за органско производство. Со ова органското производство станува сигурен начин на производство во кое во одредени случаи заштитните средства се со пониска цена од конвенционалните хемиски средства. Од денеска 3 па се до 21 ноември во Македонија во градовите Битола, Струмица и Скопје се одржуваат обуки наменети за агрономите и лица со претходно искуство во органското производство. Овие обуки, кои се поддржани од Министерството за земјоделство, се во организација на Швајцарска агенција за развој и соработка, а ќе ги спроведува Федерацијата на производители на органско производство. На обуката ќе земат учество гости, предавачи и представници од компании вклучени во процесот на органското производство како потенцијални работодавачи од агросекторот во Македонија. Обуката се однесува на одгледување и преработка на зеленчук и овошје, како и процедурите за контрола и сертификација. По завршувањето на обуката, обучените лица ќе може да понудат советодавни услуги на фармерите, сертификацијските тела, кооперантите и други корисници. Студентите од Универзитетот Гоце Делчев во Кавадарци, Ротари клубот и Црвен крст и годинава ја организираат заедничката крводарителска акција. Закажана е за на 11 ноември во периодот од 9 до 14 часот. И оваа година доброволно хуманоста во поле на крводарителството ќе ја покажат студентите од дисперзираните студии при Универзитетот Гоце Делчев и Ротари клубот во Кавадарци. Акцијата им е организирана од страна на Општинската организација на Црвен крст и веќе е закажана за на 11 ноември. Крв слободно ќе можат да даруваат сите студенти во Кавадарци и членовите на Ротари клубот. Соработката веќе е континуирано.
3-4 години трае меѓу факултетот, клубот и нашата организација. Секогаш дава добри резултати и позитивен ефект, што особено ни представува задоволство, вели за КТВ Розилова, секретар на Црвен крст Кавадарци. Во периодот од 9 до 14 часот во среда на 11 ноември ќе се спроведува крводарителската акција. Ке биде во просториите на факултетот Гоце Делчев во Кавадарци, а ке ја реализира екипа на Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Очекуваме и годинава резултат од акцијата да бидат од 20 до 30 доброволно дарувани единици крв, велат од Црвен крст. Оттаму додаваат дека хумани се и студентите, но и членовите на Ротари клубот Кавадарци, па постои можност предвидениот број да биде надминат. И годинава по 7 пат Општина Неготино го организира традиционалниот турнир во табла Неготино 2015. И годинава по 7 пат Општина Неготино го организира традиционалниот турнир во табла Неготино 2015 по повод денот на ослободувањето на Неготино 8 ноември. Турнирот ќе се одржува од 5 до 7 ноември во туристичко-информативниот центар Желкова куќа во Неготино. И годинава за најдобрите Општина Неготино обезбеди награди со вкупен фонд од 15.000 динари и тоа: прва награда 7.000 динари, втора награда 5.000 и трета награда 3.000 динари. Право на учество на овој турнир имаат сите заинтересирани граѓани, а учеството на турнирот е бесплатно. Во рамки на програмата по повод празникот 8 ноември во четврток ќе се одвиваат и традиционалните 8 ноемвриски трки, а настанот е организиран во соработка со Сојузот на училишни спортови Неготино. И годинава ќе се организира традиционалната 8 ноемвриска планинарска тура, регионалните игри голбал во организација на Сдруженијето на слепи лица од Неготино и Општина Неготино, традиционалниот риболовен надпревар во чест на 8 ноември и младинскиот турнир во мал фудбал во соработка со Младинскиот совет на Општина Неготино. Следува временска прогноза. Времето утре сончево со слаб ветер од југоисточен правец. Од четврток ќе потпадне под северно воздушно струење кое ќе предизвика постепено опаѓање на дневните температури. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.